Веќе од четврток на територијата на источниот регион доаѓаат ниски температури, можност од појава на мразеви и можни проблеми, што на тест ќе ги стави општините и нивната подготвеност за зимско одржување на патиштата. Ова особено се однесува на највисоките точки во регионот, односно на општините од Пијанечко-Малешевскиот крај, каде потребата од интервенции веројатно ќе се појави многу брзо. Општина Делча е спремна за зимското одржување на улиците и локалните патишта. Ние јавна набавка спроведовме, која што заврши пред неколку дена. Имаме изберено економски оператор кој што ќе се грижи за да бидат улиците и локалните патишта чисти и проводни во текот на целиот зимски период. Согласно програмата за зимско одржување на патиштата, на локалните улици патишта во општина Берово имаме склучено договор со едното комунално предпријатие. Она оператива која имаме на располагање веќе е теконо подготвена, обезбедени соодветни количини на песок и сол и мислам дека она што согласно закон е потребно го имаме за да можеме да редовно ги одржуваме улиците и локалните патишта во престојниот зимски период. Освен овде, подготвеност за интервенции во случај на снег и мраз треба да има секаде. Во Штип за оваа намена се набавени 100 тони сол и 250 кубни метри песок, што според одговорните би требало да биде доволно за безбедно движење во зимо. Имаме навремено набавено и песок и сол, но исто така да не заборавиме дека уште важи и договорот кој што беше склучен помеѓу јавното претпријатие Стипион и економски оператор, каде што на територијата на општина Штип треба да се наоѓаат 3 камиони за зимско одржување на патиштата, па така да со нашите возила и со возилата кои што дополнително се набавени, сметаме дека оваа година повторно ќе ги задоволиме сите оние барање на жителите на општина Штип, односно дека улиците кога ќе заврне снег ќе бидат чисти и проводни. Во меѓувреме Македонија пат склучи двогодишен договор за набавка на над 32.000 тони индустријска сол во вредност од 3,4 милиони евра.